Владата одлучи да се прави ревизија за тендерот за новиот клинички центар. За колку време треба да се направи таа ревизија? Кого ангажиравте? И дали веќе има уочено дека е нешто спорно? Значи, Министерството за здравство доби задача од владата да направи ревизија на целата документација околу клиничкиот центар. И ние нормално ангажиравме наши експерти што се внатре вработени во Министерството за здравство, ги разгледа, ги ревидира скоро сите документи, тоа е куп од документи, околу 5-6 кутии со документи. Викнавме и надворешен експерт кој што ги разгледа и градежната документација и тоа го рефериравме во минатиот состанок на владата, односно во вторник, кажавме се како е и што е. Генерално има недостатоци, меѓутоа има и работи кои што се правилни. Истиот ден, вторникот, беа и од Централна Европска банка, кои што се кредитодавачи на Министерството. И со нив анализиравме модалитети дали може истиот клинички центар да се релоцира, да се направи на друго место, бидејќи да се земе кредит 90 милиони евра, кои што ќе го плаќаме сите ние. И на крај повторно ќе имаме потреба за нов клинички центар после 5 до 10 години, бидејќи оваа зграда што се гради не е клинички центар. Е само интерни клиники, инаку хирургија се останува. Така. Гинекологија се останува, кардиологија со кардиохирургија останува, онкологија останува. Практично ние градиме нова зграда на интерни клиники кои што кошта 90 милиони. Значи нашиот став како влада и како Министерство за здравство ќе зборам, повеќе би сакале да вложиме уште нешто, наши пари, еднаш за следните 40-50 години да направиме асолен клинички центар некаде во периферија, која што ќе биде подостапна за пациентите, која што ќе има добар паркинг простор, која што ќе нуди услови, меѓутоа ќе бидат комплетно сите клиники на исто место. Да не биде решение кое за неколку години ќе дадеме пари и пак ќе бараме друго решение. Имате ли предлог за каде би тоа? Ние имаме неколку предлози, меѓутоа и со банката зборевме што можеме да направиме. Една од опциите е евентуално, ако се прекине, има огромни трошоци што се направени до сега, за да се земе тој кредит, процес кој што траел 7-8 години. И сега, ако се прекине комплетно тоа, може повторно плаќаме одредени казни, кои што пак ќе бидеме заштитени, нема да бидат многу големи. Ги разгледуваме сите најдобри опции. Дали можеме нешто да се редуцира таа сума, да се направи помала зграда, нешто која што ќе биде повеќе лаборатории како диагностички центар и да се оди да се бара нова локација, да се земе нов кредит и да се изгради нов клинички центар, кој што повторно ви велам ќе трае неколку години. Не може да се изгради 1, 2, 3 години, бидејќи се бараат нормално физибилити студии, студии кои што ќе докажат дека просторот е адекватен и така натаму, така да за сега градбата на интерни клиники, не на клинички центар, нема врска клинички центар, тоа беше, значи, од претходниот министер и претходната влада беше миење на мозок, не се работи за клинички центар. Повеќето клиники се остануваат како што се, само се гради еден нов дел на клинички центар. Значи се разгледува можноста да не се раскине овој договор, за да не се плаќаат пенали, а да се изгради. Да, или да биде редуцирана сумата, да не биде 90 милиони, да бидеме помала сума, за да не плаќаме пенали нешто, да бидат сите страни, да речам некако, да се премине ова, што помалку штети да има врз државата. Тоа ни е цел. Дали овој договор ќе биде достапен на јавноста? И стариот и новиот договор? Ја не можам да кажам сигурно, да ги прашам службите во правна служба, дали може тоа да биде достапно. Ако може да биде достапно, зошто не? Ако е јавно да биде договорот објавен. Само треба да ги прашам службите и потоа ќе ви јавим на сите медии. Само не ми кажавте околу која локација сте? Па има повеќе локации кои ги разгледуваме, немаме конкретно место да речеме фиксно ќе биде тука, меѓутоа да биде некаде во опиколницата кај што е од Скопје, за да се поврзаат, да биде што подостапна за сите градови. Знаете, клинички центар дава услуги најкомпетентни во цела Македонија за 20-30% од вкупните медицински услуги што се даваат и нормално сите градови кога тргнуваат за Скопје би било сходно и добро да бидат што подостапни и поблиски, да не влегуваат низ градот, оти повеќе време се троши низ градот него да се влезе во самата болница.